Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме рижото со домати. Домати, босилек и рижото. Има ли нешто по-италијанско? Ова е едноставна комбинација на класични состојки во пријатното јадење кој ќе им се допадне на луѓе од сите возрасти. Овде во мои рецепти ќе ви представиме мноштво рецепти за рижото кои се разликуваат во зависност од годишното време. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба половина конзерва сечкани домати, 300 грама ориз, една голема главица бел кромит, 2 до 3 чешњиња лук, една рака листови босилек, една рака чери домати, 50 грама пармезан, 30 грама путер, 500 мл пилешко вариво, сол и бибер и маслиново масло. Време е за сечкање. Прво ќе ги сечкаме кромидот и лукот. Исечкајте ги ситно, затоа што сакаме да направиме основа за рижотото. Пресечете ги чери доматите на половинки или третинки, по желба. Одберете неколку листови босилек и ситно исечкајте ги. Нив ќе ги додадеме во рижотото додека се готви. Загрејте ја тавата на средно силен оган и растопете малку путер. Ставете ги кромидот и лукот во растопениот путер и пржете ги околу 5 минути додека омекнат. Ставете малку сол во тавата за да не загори кромидот. Штом кромидот и лукот ќе омекнат, во тавата ставете го оризот и започнете добро да го мешате со соковите од путерот, кромидот и лукот за да ги впие сите вкусови. Ставете половина од листовите босилек и половина од чери доматите во тавата. Потоа прелите го оризот со пилешкото вариво и измешајте ги. Готвењето рижото бара многу внимание, па затоа заборавете на се друго и уживајте во ова готвачко искуство. Сега ќе ги ставиме и сечканите домати. Користиме домати од конзерва поради богатиот вкус и бојата, но секогаш можете да исечкате и свежи. Убаво измешајте ги со смесата. Како и со сите рецепти за рижото, постојано мешајте и посветете му полно внимание на готвењето. Кога оризот ќе го впие целото пилешко вариво, додавајте уште се додека оризот не се сготви. Изрендајте го пармезанот од озгора и измешајте го со оризот. Во рижото секогаш се става пармезан, освен ако го правите со риба. Време е за сервирање. Земете обична чинија и ставете 2 до 3 црпалки од топлото рижото во неа. Украсуваме со 3 свежи листа босилек и 1 чери домат од озгора. Изгледа одлично. Сигурни сме дека ќе го обожувате овој едноставен италијански класичен рецепт. Секогаш можете дополнително да го зачините со малку чили или да го направите исклучително вкусен ставајќи малку маскарпоне на крајот за вистински сјај на рецептот. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!